Почитувани колеги и пратеници, пред нас е законот кој што треба да ги уреди прашањата по однос на инспекцијата во труд по скратена постапка. Повторно, како што досега секогаш реагираме, скратените постапки ги носите не знам од какви причини, меѓутоа не е во ред затоа што не се дава доволно простор за да се направат некои анализи, а сепак гледаме дека и во овој закон имаме некои измени кои што се донесени без анализи или со некои задни намери. Како што говореше мојот колега Николовски, многу е спорно зашто критериумите се бришат за директор на инспекцијскиот надзор и се затскрива позади оние намалувања кои што се наведени во законот. И под број 2, значи, со членот 2 се брише постојниот член 7 од законот, со кој се утврдуваше дека овластувањето за вршење инспекцијски надзор инспекторот го докажува со легитимација, а тука тоа гледаме дека е избришено без никакво образложение и можеби тука ќе дадеме еден сомнеш дека секој понатаму би можел да се представува како инспектор или да врши насилни упади од било какви причини, можеби и закани. Дали има само усогласување со законот за инспекцијски надзор и законот за работните односи, или има блага симплификација за потребната документација за добивање лиценца за инспектори, затоа што според анализата на Министерството за труд и социјална политика во текот на наредната година, претпоставувам, бидејќи таму се дадени и по години возраста на инспекторите, од вкупно 105 инспектори 36 ќе си одат во пензија. Дали тука се олеснува и овој дел за добивање на лиценци, па да можат да се вработат дополнително партиски кадри? Понатаму во истиот извештај на страна број 16 на Државниот инспекторат за труд додадена е цела анализа за оптималниот број на инспекцијски надзори направени за 6 месеци, односно до јуни 2020 година, каде што тој изнесува 16.892 или 2815 месечно, и доколку се земе бројот на вработени инспектори и бројот на инспекцијски надзори, се гледа дека секој изработувал по еден дневно. Меѓутоа, имаме зголемување на платите и додатоците, а намалување во текот на кризава нови инспекцијски надзори. Можеби ова е добра шанса за сите кои што понатаму би сакале да бидат по некој партиски клуч инспектори, да си земат лиценци за инспектори, затоа што гледаме дека критериуми нема. Понатаму, со законот за изменување се врши усогласување со законот за прекршоците во однос на одредувањето на висината на глобата на правното лице, одговорното лице, работодавач и физичко лице, и тука се воведува еден термин опомена, што можеби е до некаде добро, меѓутоа постоело и термин едукација. Опомената е во ред за веднаш да не се преоѓа на казни, меѓутоа едукацијата мислам дека мора да постои и понатаму, затоа што имаме некои од собствениците на фирмите кои што не се доволно едуцирани, или пак можеби опомената нема да им значи ништо посебно. Понатаму, немаме финансиски импликации, тоа е во ред, одлично е што нема финансиски импликации, меѓутоа во мојот говор за буџетот имав една забелешка дека имаме зголемување од 8,1% од очекувањето од приходи од казни. Овака како ќе се изведе тоа зголемување, претпоставувам дека повеќе ќе се сообраќајните прекршоци ќе се наплаќаат. Имаме глоби во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност за микро и мал работодавач, 1000 до 2000 евра во денарска противвредност за среден работодавач и 2000 до 3000 за голем работодавач. Сметам дека моќта на сите оние компании, на сите оние семејни бизниси и така натаму е далеку неспоредлива со сите големи фирми кои што можат да си дозволат 2000 до 3000 евра казна, а разликата од мал или од трговец поединец максималната казна е 1000 евра,
за најголемите фирми ќе биде 2000 до 3000 евра. Тука сепак мислам дека треба фиксни да бидат овие трошоци и да има малку поголема дистинкција. Имаме глоба во износ од 250 евра во денеска противвредност која ќе му се изрече за прекршок од ставот 1, односно ќе го спречи или попречува инспекторот до вршење на работите на инспекцијскиот надзор. Сега во прашање се доведува дали навистина оној кој што е собственик на некоја било каква фирма може да поверува на зборови на некој распашан каубоец или пак можеби ќе биде навистина инспектор. Доколку некој не се легитимира и нормално е секој да си го заштити својот имот, да му изреагира на постапката бидејќи се представува можеби лажно, можеби и навистина е инспектор за труд, доколку некој му изреагира, ние треба да казниме со 250 евра. Значи, во старт ни е грешно затоа што ние ги отфрламе легитимациите. Во ред е да се има легитимации, оваа казна од 250 евра е во ред да се има доколку се легитимира оној што е инспектор. Ама без легитимација секој може да се представува и ќе ги доведеме во заблуда собствениците на фирмите, дали навистина нив ги посетуваат инспектори или можеби некои мешетари или рекетари. Понатаму, за крај само да додам, мислам дека инспекцијскиот надзор, посебно во делот на трудот, има многу работа за вршење, затоа што имаме притисоци и барања од сите синдикати, од сите гранки каде што се пријавуваат неправилности и мислам дека тоа е многу побитно да се регулира, да се усогласат законите за работни односи, да се усогласат колективните договори, а понатаму да се реагира со вакви промени и пак ќе повторам за крај, кои што имаат, претпоставувам, зад скриени намери. Ви благодарам.